Солзавецот и шок бомбите на инцидентите на протестите во недела биле употребени по книга, тврди министерот Оливер Спасовски. Тој апелираше демонстрантите да протестираат мирно, без напади врз полицијата, како што една група маскирани направи во недела. Беа напаѓани со секакви предмети, со дрвја, со бекатон плочи и така натаму. 1 час се воздржуваа сите за да биде мирно, да им укажа дека треба да се однесуваат демократски. Меѓутоа, она што се случи е тоа дека не можејќи веќе да се поднесе таквиот вандализам кој што се случуваше на македонските полицајци, е издадена наредбата врз основа на проценката тактичка на непосредно претпоставените кои што биле на лице место и можам да кажам дека тие постапиле сосема правилно. Таа постапка нивна е постапено како по книга. Но дека не е се по книга се сомневаат и многу граѓани и организации, меѓу кои Хелсиншкиот комитет, кои барат детални информации од внатрешната контрола на МВР, зошто е употребен солзавец во ситуација кога имало и повозрасни граѓани и мали деца во паркот спроти собранието. За инцидентите пак опозиционата ВМРО-ДПМ не обвинуваше дека е сценарио на власта која сака да ги заплаши граѓаните да не протестираат против договорот за името. Најпаметно е да седат веројатно во нивната бела зграда и да се скријат од срамот што го направија на Македонија со нападот кој што го организира на 27 април. Тие нападнаа пратеници, организираа група што сака да убијат, и ако мислат дека на ваков начин треба да се однесуваме кон државата и кон институциите, апсолутно ние не сметаме така. Министерот смета дека нема основа за загрозување на безбедноста од поголем обем. За заканите кои главно преку социјални мрежи се шират против функционерите, вели дека се преземаат соодветни мерки. Спасовски ова го рече по отварањето на новиот објект за тактичка вежба на специјалците. Новата куќа за пукање е изградена со американска донација од 900.000 евра, а треба да ја подобри подготвеноста на полициските специјалци.